trebаш. Си го направил малку помало од ангелите, но со слава и чест си го венчал. И си го поставил над делата од рацете Твои, Господи, Господи наш, колку е чудесно името Твое по целата земја. Како што врват времето и настаните, така се повеќе се откриваат исклучителните карактеристики и извонредните способности на Борис Трајковски. Ние дури и поодамна не го имавме изгубено како присуство. Значи беше многу реткост да го гледаме дома. Тоа се случуваше само во недела, почесто. И така мислам. Дознавањето беше шокантно. Јас конкретно не знаев дека ора на пат, пошто последните години не му ги знаевме ритмите на патување како кога ќе оди. И тогаш не знаев. Прво кога ми кажаа дека нели со авион тргнал, прашав каде е тргнат. Мислам дека сега е потешко дури отколку тогаш. За Борисовата личност, честопати неговите најблиски ќе речат дека беше облагородена со љубов кон сето она што значеше живот и дека својата особина на светлоглед, како верник, но и како човек, на посебен начин ја вплете во неговата работа, што се одвиваше со силна динамика и брзина. Тој не сакаше да остави ништо незавршено. За него важеше изреката: сите сме гости на овој свет и за се има време, но сега е време на исцелителство и мир. His slogan in his campaign had been, "We believe in Macedonia," and he really believed in Macedonia. Мојот слоган, како што можевте да видите, верувам во Македонија, затоа што така од срце чувствувам и во мене длабоко тоа е вткаено. Затоа што сум јас тука роден, тука сум пораснат, тука се школував, ја сакам мојата родина, мојата татковина, Република Македонија. Најповеќе од се. А најповеќе од се, зашто и верувам на Македонија, најголемата причина е моето семејство. Моите две деца, мојата сопруга, и затоа сакам на сите семејства во Република Македонија да им изградиме една просперитетна, стабилна и добра иднина. Да Република Македонија ја видиме рамноправно со сите други држави во Европа. Верувам во Македонија затоа што имам визија за градење на иднина. Верувајте во Македонија, верувајте во вашиот кандидат, верувајте во иднината, верувајте во единството, затоа што верувам јас во вас, верувам во разумот, во вашата сила, верувам во Македонија. Верувам во желбата. Верувам во упорноста. Верувам во работата. Верувам во волјата. Верувам во трудот.
Верувам во Македонија. Борис Трајковски за председател. Умно, честно, одлучно. Од шестемина кандидати, Трајковски победи во вториот изборен круг, а дел од опозицијата ги оспори изборните резултати и го нарекуваше со граѓанинот Трајковски. Борис Трајковски на 15 декември 1999 беше прогласен за шеф на македонската држава. Ќе го почитувам уставот и законите. Ќе го почитувам уставот и законите. И ќе го штитам суверенитетот. И ќе го штитам суверенитетот, територијалниот интегритет и независноста на Република Македонија. Територијалниот суверенитет, интегритет и независноста на Република Македонија. Преземањето на председателската функција представува голема чест, одговорност, но истовремено за мене и голем предизвик. Ветувам дека како председател на сите граѓани, без оглед на етничката, верската и партиска припадност, ќе работам заедно со вас, а се со цел Македонија во новиот милениум да стане стабилна и просперитетна европска држава. За македонскиот председател Трајковски ќе остане запишано дека беше најмлад државник во Европа, кој во својот прекинат мандат започна големи процеси во неговата мала земја. Се има свое време и секоја работа под небото има свое време. Време кога се урива и време кога се гради. Време кога се плаче и време кога се смее. Време кога се тагува и време кога се игра. Време кога се добива и време кога се губи. Беше пред се многу искрен, отворен, непосреден, како човек кој што веруваше во Бога. Тој живееше со верата секојдневно 24 часа. Негуваше една огромна љубов кон луѓето, христијанска љубов. Така што во сите контакти негови, во соработката, немаше двојна поделба, нели, двојност. Едно да биде како политичар, а друго како верник. Туку ги спојуваше и верата и политиката, мислам и како човек, нели, настојуваше да се однесува според христијанските вредности. Верата го држеше, го храбреше, го носеше и како политичар тој не ја заборави црквата. И тоа е еден посебен белег кој него го